Насловна страна на денешниот дневник. 200 научници од Европа на Конгресот на Македонското еколошко друштво во Охрид. Охрид добива мониторинг станица за мерење на квалитетот на воздух. Над 1500 вработени во хотелите на Охридско-Струшката ривиера може да останат без работа, велат од Хотам. Недела на борба против гладта на Црвен крст Охрид. Сдруженијето на пензионери од Охрид и Деберца прави напори да ги снабди пензионерите со огревно дрво. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, во текот на денот времето сончево и топло. Максималната дневна температура во пораз достигна 19 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде ведро и студено. Утре над Европа времето претежно сончево со локална облачност. Локално во централните и на југ од Скандинавија, како и на делови од североисточна и источна Европа, времето умерено облачно и нестабилно. Ќе има врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево со локална облачност, но релативно топло за овој период од месец октомври. Максималните дневни температури од 18 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник студено утро. Температурите од -2 до 8, а во текот на денот сончево и релативно топло за овој период од месец. Ке дува слаб североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури од 16 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник свежо утро, температурата 6 степени. Во текот на денот ќе биде сончево и топло, а максималната дневна 18 степени Целзиусови. Во среда студено утро, температурата 5, а во текот на денот сончево и топло со максимални 20 степени Целзиусови дневна температура. Во четврток времето во Охрид претежно сончево со локална облачност и максимални 17 степени, а во петок студено утро, температурата 3 степени. За да во денот не очекува сончево и свежо време со максимални само 14 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Рошен Милк Бабл 85 грама 39 денари. Твинс пица Везувио или Капричиоза 360 грама 69 денари. Формисе чајно пecivo 220 грама 25 денари со прелив 27 денари. Пица салами слайс 500 грама 249 денари. Овошна долина 1,5 литри круша и јаболко 79 денари, јаболко 59 денари. Цвет шампон 230 мл 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби.
Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид има проблем со дивоградбите во заштитениот појас, порачаа од Македонското еколошко друштво. Градот не смее да го изгуби статусот кој го има од УНЕСКО. Не треба да се чека, туку да се преземаат мерки за заштита, порача Славчо Христовски, председателот на Македонското еколошко друштво од 6-тиот меѓународен конгрес на еколози што се одржува во Охрид. Меѓу темите на кои се осврнаа се и заштитениот УНЕСКО статус кој го има Охрид и езерото. Македонија отсекогаш била свесна за значењето на Охридскиот регион. На Охрид му треба концепт за развој на туризмот, економски развој, заштита на природното и културното наследство, порача од Македонското еколошко друштво. Останува да се доимплементираат поставените постулати од 1979 година со воспоставената заштита на светското и природно наследство под УНЕСКО. Охрид има проблем со дивоградбите во заштитените подрачја, рече Славчо Христовски, председателот на Македонското еколошко друштво. Сепак, во моментов има различни активности кои ќе доведат до подобрување на состојбата. Се подготвува просторен план за управување со крајбрежјето на Охридското езеро. Планот мора да биде заеднички со албанската страна и се надеваме еден ден ќе вроди со плод, напомена Христовски. Тоа не личи на една држава како што е Македонија, која се наоѓа на европски континент, да имаме стотици нелегални објекти изградени во многу важни зони, да речеме, еве како што спомнувате, на Националниот парк Галичица. Навистина, тоа се проблеми кои за мене се неразбирливи, се наталожиле низ годините и се надевам дека кога тоа ќе се решат. Едноставно мораме да ги решиме тие работи. Еколозите спроведуваат бројни активности, но не оди секогаш се најдобро и најбрзо. Сепак имаме континуиран прогрес, некогаш побрзо, некогаш побавно, но работите ги решаваме, не ги зацкриваме, истакна Христовски. Тој го посочи примерот со Националниот парк Галичица, која својата екзистенција и своето работење строго ги поврзува со основните негови цели за заштита на природата, за разлика од некои минати проблеми. Денес Националниот парк Галичица е пример со кој можеме да се гордееме, а другите национални паркови тоа го следат, посочува председателот на Македонското еколошко друштво. Робертина Брејановска, извршната директорка на Македонското еколошко друштво, пак подвлекува дека успеале да обезбедат соодветна документација за валоризација на различните подрачја за заштита со нивна експертиза. Работата на Македонското еколошко друштво заедно со соработниците не само од факултетите, од државата, туку и од соседството, успеале да помогнат во нивно управување на заштитените подрачја. Особено сме горди за прогресот што нашата држава го постигна последниве години, така што во моментот мрежата на заштитени подрачја во земјава изнесува повеќе од 13%. На 6-тиот конгрес во Охрид учествуваа над 200 еколози од различни дисциплини и области на екологијата и животната средина. Тие разменуваа искуства, воспоставија соработка за едни проекти и заеднички активности. Нивните научни трудови беа од областа на екологијата и заштитата на животната средина. Работните сесии се однесуваа на проучување на популации и екосистеми, хидробиологија, управување со води, мониторинг, биодиверзитет и заштита, шумарство и земјоделство, управување со природни ресурси, загадување и заштита на животната средина, промени во животната средина. Охрид добива мониторинг станица за мерење на квалитетот на воздухот.
Денеска започна поставувањето на новата автоматска мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух. Станицата се поставува на булеварот Туристичка во непосредна близина на спортскиот центар Климент Колески. Мониторинг станицата ќе биде дел од државната мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентен воздух и ќе биде управувана од Министерството за животна средина и просторно планирање. Со овој уред ќе се воспостави механизам за редовно следење на состојбата со квалитетот на воздухот и изворите на загадување, што е од особено значење за жителите на Охрид. Вредноста на мониторинг станицата е околу 100.000 евра, а средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање. За поставување на станицата се обезбедени сите потребни одобренија и дозволи, согласно законската регулатива. Од денеска до 21 октомври Охрид ќе биде домаќин на работилница од проектот Градење климатски отпорна иднина, развој на капацитети за адаптација на климатските промени и управување со ризици од катастрофи во избрани локалитети назначени од УНЕСКО на Југоисточна Европа. Работилницата е организирана од страна на Регионалното биро за наука и култура од Европа во соработка со Националната комисија за УНЕСКО од Македонија и на неа ќе учествуваат експерти за климатски промени, заштита, промоција на биосферни резервати и локалитети на светско наследство. На отворањето своје обраќање имаа заменик министерот за животна средина Христина Оџаклиевска, Татјана Краљевска, генерален секретар на Националната комисија на УНЕСКО и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Проектот има за цел да придонесе за поголема заштита на регионот на Југоисточна Европа и да овозможи поголема отпорност на климатските промени. Освен Македонија, во имплементација на проектот се вклучени и Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Над 1500 вработени во големите хотелски капацитети на брегот на Охридското езеро може да останат без работа, доколку нема помош од државата под притисок на инфлацијата, енергетската криза и високите трошоци. Хотелските капацитети ќе бидат принудени да стават клучна врата. Доколку нема помош од државата, поголемиот број хотели кои се на слободниот пазар на електрична енергија ќе бидат принудени да стават клучна врата. Големите хотелски капацитети плаќаат поголеми даноци и се најголемите работодавци во туристичката индустрија, а за нив досега не е предвидена никаква помош. Без конкретна финансиска помош, поддршка за плати или субвенционирана електрична енергија, околу 1500 луѓе вработени на брегот на Охридското езеро може да останат без работа, вели првиот човек на хотелската асоциација. Викаат дека даваме помош за сите. Уствари не е тоа за сите, него е само за малите и средните предпријатија, а најголем број на вработени се во најголемите даночни обврзници во државата, се големите фирми во државата. Под притисок на инфлацијата, енергетската криза и високите трошоци, хотелските капацитети во земјава нема да бидат конкурентни на пазарот во регионот, наспроти нивните колеги во земјите каде добиваат субвенционирана електрична енергија. Ако еден хотел во Србија плаќа пример 12-15 денари струја, а истиот таков хотел во Македонија треба да ги плати 35 денари, значи разликата е одма огромна и не сме конкурентни. Значи не можеме да ги привлечеме тие гости што ги очекуваме. Хотелската асоциација најави дека деновиве ќе поднесе и официјално барање за помош од државата. Енергетската криза ја продлабочи несигурноста за најранливите лица и семејства во обезбедување на храна. Социјално ранливите семејства често бараат храна токму во Црвениот крст, кој има улога да го намали страдањето и да им даде поддршка во најтешките моменти. За таа цел, Црвен крст Охрид традиционално ја организира кампањата за Ден на борба против глад, под мотото "Помислете и на нас". Оваа година, Меѓународниот ден на борба против гладта, 16 октомври, и неделата на борба против гладта, од 16 до 22 октомври, ќе се одбележи со активности насочени кон прибирање на доброволни прилози, наменети за набавка на прехранбени производи за подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебарца. Во текот на неделата на борба против гладта во повеќе градски маркети ќе бидат поставени пунктови на Црвен крст Охрид со видно обележани корпи во кои хуманите сограѓани ќе можат да донираат прехранбени производи.
Од донираните средства и собраните намирници во кампањата ќе се подготват хуманитарни пакети со прехранбени производи кои ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници. Од Општинската организација на Црвен крст апелираат граѓаните, фирмите, институциите да се вклучат во хуманитарната собирна акција и според своите можности да дадат придонес во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебарца. Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебарца продолжува со напорите за снабдување со огревно дрво на рати за пензионерите од регионов. Исто така, пензионерите со најниски пензии, особено оние во руралните средини, добиваат хуманитарни пакети. Надминат е и проблемот кој се случи за време на пандемијата, кога се пролонгира времето на чекање за исплата на посмртна помош на семејствата на починатите корисници на пензија. Пензионерите од Охрид и Дебарца, иако поспоро поради големата побарувачка, сепак навремено се снабдуваат со огревно дрво, информираат од Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебарца. Ние како здружение на овој план, искрено да ви кажам, сме поорганизирани за разлика од многу други здруженија во Републикава, бидејќи за подобрување на животниот стандард имаме формирано и клуб на пензионери согласно Законот за трговски друштва, преку кој клуб на одредени рати ги снабдуваме пензионери со огревно дрво и одредени други артикли кои што се. Покрај снабдувањето со огревно дрво и прехранбени производи, од Сдруженијето на пензионерите се грижат да се направат и хуманитарни пакети со намирници за оваа старосна категорија граѓани, посебно оние кои што имаат ниски пензии и оние кои се осамени и живеат во руралните средини. Повеќе хуманитарни пакети се појдени на овие пензионери кои што се во руралните средини, отколку во градот. И мислам дека во тој дел чиниме напори преку, зашто ние не одиме вака анблок, него преку местните ограници, ние имаме местни ограници на пензионерите, па председателите на тие местни ограници ни доставуваат список кои тие повеќе ги знаат и ни доставуваат список и по тој списокот ние ги доделуваме пакетите што се хуманитарните пакети по доставен список од председателите на местните ограници. Сдруженијето на пензионери има подпишано веќе меморандуми за соработка со општините Охрид и Дебарца се со цел да се интервенира во рамки на нивните можности онаму каде што најмногу има потреба. Исто така од Сдруженијето информираат дека во изминатиот период во услови на пандемија се зголеми времето на чекање за исплата на посмртна помош на семејствата на починатите корисници на пензии, но сега тоа е веќе надминато и исплатата тече редовно, редоследно со поднесување барање од семејството на починатото лице. Во сообраќајна несреќа кај Буково повредени 6 лица. Вчера во 13 часот и 30 минути на магистралниот пат Охрид-Ресен кај превојот Буково се случила сообраќајна несреќа помеѓу два мотоцикли Сузуки управувани од охриѓани на возраст од 20 и 21 година и патничко возило Поло со битолски регистарски ознаки, управувано од 59 годишен жител на битолското село Бистрица. Во несреќата, двајцата мотоциклисти се здобиле со тешки телесни повреди, додека 19 годишен сопатник на првиот мотоцикл, возачот и сопатничките на возилото Поло на 49 и 55 годишна возраст, двете од Битола, се здобиле со телесни повреди констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид на местото на несреќата извршија полициски екипи. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Вооружените сили од 14 земји членки на НАТО денес почнаа годишна вежба за симулирање одбрана на територијата што ја покрива алијансата користејќи нуклеарно оружје. Во вежбите наречени Steadfast Nun учествуваат 60 авиони вклучувајќи борбени авиони, авиони за надзор и полнење гориво и бомбардери Б-52 од САД кои ќе летаат од Северна Дакота според НАТО. Вежбата ќе продолжи до 30 октомври, соопштија од алијансата и е редовна, се одржува секоја година и нема директна врска со настаните околу војната во Украина,
објасни минатата недела генералниот секретар на пактот Јенс Столтенберг. Домаќин годинава ќе биде Белгија. Во вежбата ќе се користат само макети на нуклеарно оружје, објаснуваат од НАТО. Илјадници демонстранти денес учествуваа на маршот во Париз против зголемените трошоци за живот и владината неактивност. Протестот беше повикан од партијата Непокорна Франција на Жан-Лук Меланшон и други левичарски партии, вклучително и Европската екологија, Зелените и Социјалистичката партија заедно со неколку француски синдикати и здруженија. Активистите бараат повисоки плати и социјални бенефиции, вонредни даноци за енергетски компании, ограничување на сметките за електрична енергија и инвестиции во еколошки проекти. На маршот според новинарските извештаи може да се слушнат и повици против поскапувањето на горивата и храната и против контроверзната пензиска реформа. Водечките француски синдикати најавија дека ќе одржат сенароден штрајк во вторник на 18 октомври, барајќи повисоки плати и протестирајќи против наблегувањето во правото на штрајк. Повеќе од 600 луѓе загинаа во најголемите поплави во Нигерија во последната деценија, објави BBC. Околу 1,3 милиони луѓе се раселени, а повеќе од 200.000 домови се уништени. Нигерија е навикната на сезонски поплави, но оваа година беше значително полоша од вообичаеното. Владата изјави дека се виновни невообичаено обилните дождови и климатските промени, а експертите исто така велат дека лошото планирање и инфраструктурата ја влошиле штетата. На пресконференција вчера нигерискиот министер за хуманитарни прашања и управување со катастрофи ги повика локалните власти да ги евакуираат луѓето кои живеат во најзагрозените области. Властите веќе обезбедуваат храна и друга поддршка за погодените. Нигериската метеоролошка агенција предупреди дека поплавите би можеле да продолжат до крајот на ноември и во некои држави во јужниот дел на земјата, вклучувајќи ги Анамбра, Делта, реките Крос Ривер и Бејалса. Војната во Украина и зголемувањето на трошоците на живот како резултат на тоа турна уште 4 милиони деца во сиромаштија во Источна Европа и Централна Азија во последните месеци, се предупредува во студијата на УНИЦЕФ. Во овие региони, војната во Украина и зголемената инфлација турна уште 4 милиони деца во сиромаштија, што представува зголемување од 19% од 2021 година, се вели во студијата, која нагласува дека децата го носат најголемиот товар од економската криза предизвикана од конфликтот. Растечката детска сиромаштија во Источна Европа и Централна Азија може да доведе до смрт на уште 4500 деца пред нивниот прв роден ден и да предизвика дополнителни 117.000 деца да останат без настава само оваа година, предупреди УНИЦЕФ. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.